Добар ден и од мене за Таренци од општина Карбенци. Добар ден за Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од општина Карбенци. Добар ден за победничко ВМРО ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија. Ви благодарам што одвоивте дел од вашето време и покрај временските прилики оваа недела да бидете овде со нас и да слушнете она што имаме да го кажеме. Како што е редот секаде, така сакам и овде, во Карбенци, да го почнам овој мој, би рекол, разговор со вас со една голема благодарност до сите оние кои што го основаа, го растеа, негуваа Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН овде во Карбенци. Благодарност до ветераните и основачите на ВМРО ДПМН при Општинскиот комитет овде во Карбенци. Голема благодарност се разбира и до младите луѓе, до Унијата на млади сили, до дамите, Унијата на жени. Голема благодарност и до коалиционите партнери кои што и оваа кампања беа со нас, не поддржуваа безусловно и ги споделуваа нашите вредности. Благодарам луѓе за се што правите за Македонија. Ова се, би рекол, избори кои што се многу поразлични од сите избори досега. Ова се избори, драги пријатели, кога одлучуваме во каква иднина сакаме да живееме. За каква Македонија сонуваме. Во каква држава сакаме нашите потомци да растат, творат, живеат, создаваат семејства, но истовремено одлучуваме и да ги направиме горди нашите предци кои што со живот го платија она што ние денеска го живееме. Затоа овие избори, почитувани пријатели, не се обични избори. Не само затоа што се наоѓаме во, би рекол, специфични услови предизвикани од оваа ковид пандемија, туку и поради значењето. Може би ниту едни избори во минатото не беа волку значајни и волку важни. Се извинувам. Се извинувам. Може би ниту едни избори во минатото не биле волку значајни како што се овие избори значајни. Ова велат старите, кога ќе кивнеш, значи вистина зборуваш. Така и сега. Јас секогаш зборувам вистина и сакам да ја зборувам вистина. Може би таа вистина понекогаш и боли, но добро е да ја зборувате вистината, затоа што само доколку ја слушнете вистината, таа може да ве направи подобар. И ние слушавме многу пати овие 30 месеци вистина од многу луѓе кои што може би изминатиот период не критикуваа и велеа многу сте млаки, треба да сте појаки, поодлучни, зошто сега молчите, сега треба да реагирате, ама нели пустото не можеш однапред да ги кажуваш политичките чекори кои што планираш да ги направиш, па ќе премолчиш. Ама нели велат критика од вистина од брат, од сестра, од татко, од мајка не боли, таа може само да те направи подобар, поуспешен, похрабар, порешителен. Така што вашата поддршка изминативе 30 месеци, вашата вистина не храбреше, ни даваше мотив да истраеме во нашата борба. Ви благодарам и за тоа што не мотивиравте и што успеавте од нас да направите похрабри, поодлучни луѓе, порешителни да се бориме за она за кое што веруваме. А ние веруваме во поинаква Македонија од онаа која што е сега. Застрамена, понижена, омаловажена, оплячкана, полна со криминал, корупција, политичари од времето на транзицијата, истрошени, потрошени, без никаква нова идеја, без никаква креативност. Таа е нашата реалност денеска во нашата Македонија, едно тешко, мачно политичко мочуриште кое што сите нас не опфаќа, во кое што сите ние од ден на ден тонеме. И за да се случи промена, потребно е на 15 јули, драги пријатели, да излеземе сите масовно. Од рано наутро, од 7 часот, завршувајќи со 21 часот. Да се обединиме како што секогаш во минатото македонскиот народ се обединувал заедно со своите сограѓани кога било најтешко.
и се исправал пред многу поброен и пред многу помоќен противник од ова раководство на СДСМ. Но тогаш го победувал, така ќе биде и сега на 15 јули. Пред голема, историски најголема победа сме ние на 15 јули. Затоа ве повикувам, излезете, заокружете го бројот 14. Бројот 14 е многу значен на овие избори. Одлучуваме за нашата Македонија. Знам дека предизвикот ќе биде многу потежок. Од 16 треба да се засукаат ракавите и да се работи до последниот атом енергија. Знам дека тој предизвик не е лесен, ама впрочем, што во животот е лесно за да стигнете до крајната цел која што е голема. Нема таква работа. Колку крајната цел е поголема, толку предизвиците до исполнување на таа крајна цел се поголеми. Колку крајната цел е повелика, толку искушенијата се поголеми. Но јас уште од првиот наш заеднички собир, уште од Охрид, во овие 19 дена кампања за овие предвремени парламентарни избори, чувствувам една голема, една енергија која што се обединува без разлика на етничките разлики и верските разлики околу обновата. Чувствувам дека се буди пиреот во секој еден од нас, одлучен да победи и да стави крај на понижувањата и срамот. Пиреот кој што сите нас не прави горди тоа што сме, а не тоа што сакат да бидеме. Затоа, кога велам за една голема победа на 15 јули, јас на вистина тоа го мислам. Ова ќе биде историски најголема победа која што сите нас ќе не обврзе. Веќе од 16 јули да го испорачаме тоа што сме го ветиле пред граѓаните. Ќе биде тешко. Доправа тешкото почнува. Покрај сите овие предизвици кои што го ослабнаа нашиот систем, покрај сето она кое што ни се случуваше изминативе месеци поради оваа пандемија предизвикана од COVID-19 вирусот, ние сме решителни и одлучни. Имаме цел, имаме идеја и сакаме заедно со вас да победиме и да испишеме нова страна во историјата за нашата Македонија. Онаа Македонија за која што вреди да се бориш до последниот атом на енергија. Онаа Македонија која што ќе биде најуспешна држава на Балканот. Македонија за која што ќе велиме дека да, јас сум од Македонија и горд сум македонец. Ке дојдат овде пред вас, ако веќе не беа, не верувам дека денеска ќе дојдат, ке стават раката на срце, ке се заколнат во најмилото, предпоставувам ке ви кажат по некоја реченица за жицата, како талкаат изгубени низ времето, го бараат семето и така натаму, и ке ви кажат по некоја лага. Но јас сакам да зборувам, како што кажав, уште од самиот почеток, само за вистината. И сакам да ве подсетам каква е вистината кога СДСМ ја има можноста да управува со владата во Македонија. Таа секогаш без исклучок е содржана во три чекори. Првиот, како што рековме, предизборна лага со раката на срце. За волја на вистината, 18 години немаат победено на парламентарни избори, така ќе биде и сега, ќе додадеме уште 4, па ќе станат 22. Но доколку и по некоја случајност ја добијат можноста да управуваат со владата, тогаш доаѓа вториот чекор, а вториот чекор е национално предавство. Па следи третиот чекор, плячка и криминал, и конечно последниот чекор, заробено обвинителство, судство. Обвинителството им е важно да се пресметаат со политичките неистомисленици, а судството со некоја трас одлука да се амнестираат за некоја неправда од минатото. И еве, ке се обидам низ неколку кратки примери да објаснам што во суштина мислам со ова што го говорам. Имено, сетете се на првата генерација политичари во СДСМ кои што имаа можноста да бидат во владата на нашата Македонија. Тогаш 25 години пред ова денеска што ние го живееме. Пред точно 25 години, буквално истата приказна, истите ветувања, гласајте за нас, подобар живот, Европа, подобра иднина, закони, право, правда
истото пред 25 години го слушавме, што го слушавме и во 2016 година. Што направија? Се откажаа од нашето тогашно државно знаме, не го гледам тука, но го гледам по некоја маска го носат. Го придодадоа она срамно референтно име, поранешно, а кога збориме за плячката и криминалот, ќе ве потсетам на транзицијата кога вие, нашите родители, си доаѓавте дома, полни со гнев, со болка, со насолзени очи, ви беше тешко да не погледате нас во очи, гледавте во една точка, затоа што бевте прогласени за технолошки вишок. И се думавте тогаш како ќе го поминеме месецот, кој ќе ги плати сметките, кој ќе обезбеди храна за домот, а за нашето школување, школувањето на нашите браќа и сестри воопшто и да не стануваше збор. Тоа е она тешко време на транзицијата. Ке ве потсетам и на оној министер кој што во тренерки изнесуваше од една штедилница вреки полни со пари. Се сеќавате на онаа афера ТАТ, кога се плячкаше народот во Македонија, кога се изнесуваа милиони и милиони тогашни марки. Ајде да се сетиме на втората генерација. Втората генерација ја донесе онаа срамна територијална распределба, кога се парчеше, делеше Македонија, кога практично многу наши сограѓани станаа граѓани од вторети гости во својот дом, во своето огниште. Тоа е таа Македонија која што таа нивна втора генерација донесе, а криминалот и корупцијата царуваа, па кулминираа со еден тендер за тенковски делови, тенкови кои што буквално никогаш не се случија, но затоа се делеа провизии, се плячкаа милиони. За оваа третата не сакам ни да зборувам. Сиот срам, сето предавство, плячка и криминал е спакувана во една Луи Витон чанта. Но доколку по некоја случајност имаат и четврти пат можност да бидат дел од владата, сакам да ве потсетам дека овој пат на менето, на масата, на коалицијата СДСМ-БЕСА е Македонија. Во два чекора. Првиот чекор е федерализација и уништување на унитарниот карактер. Вториот чекор е целосно уништување на државата. Да не биде ова дека е само во главата на ВМРО-вците, така беше во 2016-та. Се сеќавате тогаш не обвинуваа дека тиранската платформа, промената на уставот било само во главата на ВМРО-вците. Ама тоа се случи. Да не биде и овој пат дека е во главата на ВМРО-вците. Сакам да предупредам овде, во Таринци, во општина Карбинци, дека секој оној кој што има дилема во среда, за 2 дена од денес, да 15 јули да излезе и да заокружи за Љупче Николовски, слугата на Заев и СДСМ. Заокружува за уништување на Македонија. И со тоа треба да живее. Ова треба секој еден кој што тој ден ќе излезе да го знае. Да не биде дека не сме кажале, дека не сме предупредиле. Гласајки за Љупче, слугата на Заев, гласаат за уништување на Македонија. Но како што кажав, браќа и сестри, пријатели, сограѓани, јас сум убеден во мудроста на народот и одлучноста, убеден сум во тој пиреј за кој што говорев пред малку, дека тој ден ќе проработи и најмалку 2:1 ќе ги победиме. Не само овде во Таринци, не само овде во Карбинци, туку секаде во Македонија. А потоа, од 16-ти, одговорност. Од првиот до последниот. Следи одговорност за сето тоа што го правеа овие повеќе од 3 години. Кога зборувам, драги пријатели, за обновата, зборувам за вредности. Зборувам за нешто што некако изминативе години го загубивме попат. Зборувам за трудолюбивост, хуманизам, да си помагаме, чест и достоинство, патриотизам, љубов кон својата нација, почит кон сограѓанинот, љубов кон својата татковина. Кога зборувам за обнова, зборувам за овие вредности. Вреди да се избориме заедно за тие вредности повторно, кои што секој од нас ги носи длабоко во себе. Никој од нас ги нема загубено, тоа се нашето наследство, тоа што нашите родители нам ни го предадоа, нашите баби и дедовци го предадоа на нашите родители, а ние тоа ќе го предадеме на нашите деца.
Се тоа ние го имаме, но некако како попад да го загубивме. Ајде заедно да се избориме на 15. јули, да го вратиме се тоа. Да се почитуваме тоа што сме. Јас ви ветувам дека повеќе никој никогаш во Македонија нема да шефува и владее со државата и со народот. Туку тој, а јас силно верувам дека тоа ќе биде ВМРО-ДПМН, што ќе има честа и привилегијата да биде дел од владата, ќе работи заедно со народот и за интересите на народот. Тоа е она за кое што ние се бориме овој пат. Доста е веќе од политичари и елитисти. Замина времето на тие луѓе. Доаѓа времето на луѓе кои што заедно со народот ќе работат во име на народот. Овде, во Таринци, овде, на овој плоштад, на овие клупи, да слушаат што вели народот. А тоа што го вели народот, ако можеме да го исполниме, да го исполниме. Тоа што не можеме, треба да кажеме честно, тоа не можеме сега, но ќе можеме еден друг ден. Затоа мора да ја вратиме онаа вредност за искрена Македонија. Тоа е Македонијата за која што ние се бориме и за која што сунуваме. Сето ова го напишевме во нашата програма наречена Проект Обнова. Повеќе од 1000 решенија на проблем. Јас би сакал уште најмалку 1000 нови да направиме во еден мандат, но се трудевме да бидеме внимателни, тоа што го ветуваме, тоа да го испорачаме. Чуда се невозможни, а ние не сме волшебници да ветуваме чуда. Тоа што ќе го ветиме, тоа сакам и пред вас да го испорачаме. Сакам следниот пат кога ќе застанам овде пред вас да ве гледам право во очи, не да веднам глава и да се срамам, затоа што не сум ја говорил вистината денеска, 12. јули 2020 година. Туку напротив, да кажам тоа што го ветивме, тоа и го направив. Таму ќе најдете во оваа наша читанка Проект Обнова на овие 360 страни како да дојдеме до навистина 25% повисоки плати, за 20% повисоки пензии и враќање на старото законско решение кога пензијата 2 пати годишно растеше. Како да дојдеме до навистина едни пристојни услови за живот, најнизок данок во Европа од 8%, 0% данок за младите, за вработување на млад човек до 29 години. Како да дојдеме до достоинствен живот? Таму ќе најдете повеќе од 1000 решенија за тоа. Затоа ве повикувам да гласате за Игор Јанушев, да гласате за Иванка Василевска, да гласате за победничката листа на ВМРО-ДПМН, победничката листа на коалицијата за обнова на Македонија. Сосема на крај, иако можам многу да зборувам, но некако времето не гази, сакам една реченица до вас. Доаѓаат подобри времења. Срамот и поразите се позади нас. Победува обновата, драги пријатели. Вратете ја на смевката на вашите лица. Следат тешки, но убави 4 години. 4 години кога заедно ќе си ја обновиме нашата Македонија и ќе испишеме нови страници во нашата историја. Бидете ми здрави, затоа што само здрав човек може се да направи во животот. Другото ќе дојде. Со Господ напред до голема победа на 15. јули. Да е жива и здрава Македонија. Да ни е вечна Македонија, Таринци, Карбинци, ВМРО-ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија. Ви благодарам од срце.